Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Ја имам, не знам, со Владко Ѓорчев, например, се знам од средна школа уште и имавме заеднички пријатели. Уствари, он е еден најдобри другари на жена ми од основна, немам појма. И се на почеток што не го знаат луѓе. се дружевме, мислам на почеток на нашата врска, кога уште правеа роден ден и по дома што се вика журки, идевме и заедно. И од Корчагин се знаеме. Он си задржал коректен однос цело време. Да. Сега после, да бидам искрени, тоа јавно го признавме, он е од луѓето што се заслужени што сме живи настаните 27 април. Добро, така. Нема везе, тоа и фамилиарно, значи кога се видиме, све си окей, нема што. Но и со други имам доста коректен однос. Со сега во текот на работата, како што се одвивала. Ако да, добро. Ама луѓе мислат дека очи си вадите вие таму. Пример, во бифе или во комисии, во ваму таму, дека не ќете очи да си видите. Со некој да. Постои тоа, значи. Не, јас прво сум со сите сакам да сум пристоен и коректен, нема потреба од што имам да кажам, им кажувам јавно и на говорница. Вака кога седиме, не се да ми се дружам, но да кажем едно здраво и толку е. Има луѓе со кои што имам и многу коректен и добар однос и сме соработувале во некои заеднички закони или проекти и така натака. И најсе да не именувам едни или други. Да не се љутат, нив работа. Можеби другите, да. Но не, стварно има луѓе кои што не мислиш дека тоа треба поише да се презентира у јавност? Дека луѓе не треба да имаат впечаток дека баш ова што викам дека вие очи си вадите, дека тоа се сепак луѓе професионални политичари кои што сепак соработуваат кога има интерес. Премногу поделени сме на табори непотребно. И кажам две имиња со кои што што се вика не можам да се скарам и не викале често на емисии со Тимчо Муцунски. Добро. Колку да имаме, значи ја сме цел живот на различни страни и така натака. Ја имам дури приватно не се дружиме, не се знаеме, ние приватно. Ние се знаеме преку политика. Така. Но ја имам на телевизија до сега не сме успеале да се скараме. Секогаш имаме различни ставови, а она да дојде до викање, до не знам, секогаш била културна дебата. И после ни коментирале самите новинари да кажете ова е различно, него со па дури јас со други кога сум. Со Владко, колку и да може најдолго се знам со него, се карам како нормален на телевизија. Стварно? Да. И мене ми избира нешто, не знам. Исто имав слични ситуации со координаторот на пратеничката група, со Никола Мицевски. Так. Исто тешко можам да се скарам на телевизија, ама со него и одработивме на работа што ретко па и некој знае. Само што станав министер тазга и нели во портфолиото на информатичка општествена администрација се и медиумите, МТВ, така натака. Добро. Доаѓа човекот, ја не знаев, бил меѓународен одбојкарски судија. И тоа така познат, реномиран. Да, првенство европски поименен. Поименен. Вика, ја забранивте вика рекламирање на МТВ, било какво. Одбојкарска репрезентација се пласираше прв пат во историја на европското првенство. Тогаш беше тоа, да, огромен успех. Ето. И вика сега луѓе фирми што се спонзори на репрезентација, МТВ вика ги откупи правата за првенството, ама не можат спонзори да се рекламираат. Нема видливост. Сега па тоа е поентата, ти си спонзор на репрезентација. За вако, дајте вика, мора нешто да смислиме за да на МТВ идат само вика реклами за наши репрезентации кога ќе идат на големи меѓународни надпревари. И апсолутно беше логично, заедно предложивме, го сменивме законот и овозможивме и идеја рекламите само. Тоа е оно у Америка што го викаат двопартиски, bipartisan, нели, закони и слично, што кај нас како и да не постои малтене. Има, се случува, ама треба да се каже. Ама знаеш како и медиумите секогаш е негативната вест е по така. Интересна. Не ми е интересно да кажа дека соработувале. Има вакви случаи. Секогаш кој е логичен предлогот и они прифаќаат и ние прифаќаме. Никој не е нормален нешто да направи што е. Па нека биде и апел до медиумите, нека се даде таа порака на ако е добра идејата има соработка, не дека по автоматизам и мора се да се земе на нож пресечено на пола. Така е. И дека едните за, другите против и нема ништо готово. Тоа е тоа.